Демографијата во Македонија како освестување и предизвик. Пописот го верификува процесот на депопулација. Населението е намалено за околу 300.000, наспоред резултатите од пред 2 децени. Знаевме и дека економската миграција добива загрижувачки дименсии, но истражувањето на ОЕЦД дека од Македонија се иселиле повеќе од 700.000 жители во период од 2011 до 2019 година веќе е сигнал за тивко исчезнување. Многу подраматични и неповратно од внатрешните битки за националните предавства за историските конфронтации. Миграцијата е светски процес, но кај малите држави во развој недостигот на работници веќе се чувствува и кај нас. Со професор Илија Ацевски анализираме дали ваквите состојби треба да го вклучат аларм. Барем овие истражувања кои беа реализирани последни 90 години, има повеќе истражувања, невладини организации пошироко, покажаат дека меѓу другото корупцијата пред се, потоа фактор кој што делува е невработеноста, кој што е доста висока кај младите, како се истакнува во овие истражувања, неефикасноста на институциите е доста еден од тие кои што го потенцираат главно, не? Таа брза променливост, би рекол, партиско-политичка, особено во оние институции кои се под ингеренција на владата, кои се во голема мера партизирани, кои што практично ги знаат проблемите, ние ги знаеме кои се причините, но многу малку имате конкретно пристап како да се решава проблемот. Ние многу малце говориме што она да се може да се направи во еден момент, не што може да го направи, да речеме, една институција. Еве да го земеме, например, системот на образование. Овие истражувања покажуваат дека младите се многу незадоволни од тој систем на образование. Кога ќе кажете вие немате верба во институција, тоа значи дека таа институција не ја извршува својата улога. Јас имам можност да речеме тоа да го малку согледам во однос на младите во малите градови, кои што не само тие што се иселуваат во странството, бегат во Скопје некако, еден од најголемите градови во Македонија, кои што барат некоја иднина перспектива, се покажа дека малите градови многу малку прават или имаат некаква програма во однос на оваа популација. Млад човек од 20 години кој што се амбицира да биде нешто во животот не може да го ради. Односно неговата како поимање на светот е далеко од тоа. Сега веќе се како што можам да видам овие од некои анализи дека во некои дејности веќе недостига работна сила, но ние нема да останеме без работна сила. Таа ќе дојде од оние земји кои што се многу посиромашни од нас. Нема едноставно работна сила. И сега тоа се чувствува. И ајде афричките земји, не делот и азиски земји, веќе милиони луѓе се на, како би рекол, на подобар живот, и Македонија за некој од нив е дестинација која што може да понуди еден релативно пристоен живот. Мислам, во тоа ние сме дел од Европа и затоа младите тоа го доживуваат на таков начин, како што некој го доживува, да речем, однос на Македонија да се приближи повеќе до Европа и да работи тука, за да речем, ајде 400-500 евра. Не можете вие да немате никаква, да речем, релација, врска меѓу она што се нарекува стопанство, економија и високо образование. Тоа е погубно, би рекол. Зашто ви образовате кадар? И тука настанува тоа што викате разочарување и дека немаме ние верба, он нема верба во институција. Он не верува дека нешто може добро да се случи на редниот период, еден период, да речем, од 2, 3 или 5 години.